Почитуван градоначалник на општина Свети Николе, магистар Сашо Велковски, почитуван председател на Совет на општина Свети Николе, почитувани раководители, директори на општински установи, општински училишта, представници на невладен сектор, спортски клубови, политички партии, почитувани граѓани на општина Свети Николе. На 15 октомври 2017 година се одржа првиот, а на 29 октомври вториот круг од петите локални избори во независна Македонија. Граѓаните на општина Свети Николе уште во првиот круг од локалните избори го избраа за градоначалник на општина Свети Николе магистар Сашо Велковски, кој стапи на функција од 20 октомври 2017 година. Почитувани, помина половина од мандатот на актуелната локална самоуправа, предводена од градоначалникот и Советот на општина Свети Николе. Во продолжение се следи излагање на сработеното од страна на градоначалникот Сашо Велковски. Повелете. Почитуван председател на Совет, Кирил Алексов, почитувани советници, почитувани директори на институции, почитувани граѓани со граѓани. Навршија 2 години од моето стапување на функција како градоначалник на општина Свети Николе. Во изминатиот период сработивме многу проекти кои беа приоритет на нашите сограѓани. Работевме и работиме професионално, транспарентно во корис на сите граѓани без поделби. Стартувавме со празна жиросметка и моментален долг од 29 милиони денари, за да за неколку дена пристигнат нови обврски по основ на извршени работи од претходниот период, со што вкупниот долг, заедно со кредитот од Светска банка во износ од 800.000 евра, достигна до 1.400.000 евра. Тоа е реалноста. Истата моравме да излеземе со конкретни мерки за штедење и намалување на трошоците со цел стабилизација на буџетот и намалување на судските извршни трошоци на неисплатени обврски кон добавувачите. Денес, 2 години потоа, општина Свети Николе за прв пат има стабилен буџет, не е должна кон никого и сите обврски ги плаќаме тековно. Секако, морам да истекнам и голема благодарност до владата, што не одобри 15 милиони денари за разложување на општината и дел од општинските институции. Како одговор на локална самоуправа, средствата од буџетот ги користиме за подобрување на квалитетот на животот на нашите сограѓани и се бориме за вложување на инвестиции со кои ќе се отворат нови работни места, а со тоа изголемување на стандардот на нашите сограѓани. Од делот на комуналната сфера реализиравме низа проекти, и тоа, поставивме фекална канализација во така наречената нова населба во место викано Лозов расадник на улиците 1, 2, 3, 4 и 5. Инвестицијата е по висина од 7 милиони денари. После 10 години набавен е нов скип ровокопач, косилка за трева и вибро набавивач во висина од 78.000 евра за подобрување на услугите што ги нуди ЈКП Комуналец кон нашите сограѓани, а со тоа ќе ги намалиме трошоците за одржување на веќе застарената механизација. Во делот на екологијата и заштита на животната средина го напредуваме квалитетот на живење преку следните проекти. За прв пат се поставени контейнери за складирање на комунален отпад во руралните населби, Амзабегово, Пеширово, Црнилиште, Ерџелија, Горобинци и Кнежи. А исто време организиравме неколку еколошки акции за чистење на отпад во околината на руралните населби. На тој начин овозможивме да се анулираат дивите депонии кај овие села, а на граѓаните од истите им овозможивме да се грижат за заштита на животната средина. Во наредната година предвидуваме поставување на контейнери во сите села во општина Свети Николе. И со тоа, моје мислење е дека ќе ја заштитиме животната средина и на граѓаните ќе им овозможиме современи услови на живење. Минатата година за прв пат се ичисти дел од Свети Николска река од потегот село Амзибегово до Пеширово, до оранџериите на Градинар, како и дел од коритото на Мустафинска река која правеше проблеми при секој врнење на дожд. Во тек е реализација на проектот за ревитализација на станицата за прочистување на отпадни води преку проектот Биорел со прекогранична соработка со Република Грција. Во тек се градежни работи и истите ќе завршат
до март 2020 година. Со ова ќе ја ставиме во функција пречистителната станица која не е во функција од 2008 година. На овој начин ќе го решиме делумно загадувањето на Светениколска река, која со години наназад е извор на непријатна миризба и загадување на човековата околина. Се грижиме за сите категории на граѓани, преку низа проекти од социјален аспект. Успешно го реализираме проектот Општокорисна работа. Целта е вклучување на пазарот на трудот на лица преку времено вработување со скратено работно време во училиштата, градинките и дневниот центар за деца со посебни потреби. Општина Свети Николе обезбеди бесплатен превоз, сместување и храна за лицата со пречки во развојот во одморилиштето во Дојран, заедно со нивните родители во текот на летото 2018-2019 година. Од оваа година, за прв пат, стапи на сила правилникот за доделување на еднократна помош на самохрани родители кои имаат минимални примања, и тоа по 7.000 денари од дете. Досега се исплатени парични средства на 19 самохрани родители во износ од 217.000 денари. На овој начин, барем малку би сакале да допринесеме кон подобрување на стандардот на самохраните родители. Изминатиот период посветивме голем дел и на љубителите на културата и уметноста, преку организирање на голем број настани со кои го подигаме степенот за негување на културните вредности од Овчеполскиот крај и пошироко. Го одбележавме празникот Свети Никола, патрон на градот, со низа културни манифестации и присуство на повеќе делегации од земјата и странство. За предновогодишните празници, за најмалите, организиравме програма со Дедо Мраз и делење на новогодишни пакетчиња. Организиравме фестивал на изворен фолклор Тодорица 2018-2019 година и секако традиционалниот Панаѓур. По повод 1 април, денот на шегата, се организира настан за деца на градскиот плоштад со аниматори. По повеќе годишна пауза, успеавме да ја реализираме ѓуришката ликовна колонија на која зема учество повеќе уметници од Бугарија, Србија, Македонија и Црна Гора. Светиниколски есенски културен бран, низа на културни манифестации под покровителство на општина Свети Николе во соработка со Дом на култура Крстен Мисургов, која оваа година одбележува 50 години од своето основање, на кој, како никогаш досега, беа реализирани низа манифестации од културата и уметноста. И тоа театарски представи, саем на книги, изложба на ликовна колонија Ѓуриште 2018-2019, проекција на многу филмови, промоција на книги од домашни автори, како изложба на слики од домашни уметници и други ликовни колонии. Организиравме манифестација која станува традиционална за одбележување на 14 септември, денот на ослободувањето на Свети Николе, со организирање на White Freedom Festival со концерт на домашни естрадни уметници. Во соработка со општинските основни училишта од Свети Николе се реализира и шоуто за деца Звездички, на кое земаат учество над 100 деца од нашиот град. Во теке секако организирање на нова манифестација која ова година ќе се одржи на почетокот на наредниот месец. Спортот и младите се примарна целна група за развој на нашето општество. За таа цел посветивме големо внимание на проекти од оваа област. Обезбедивме финансиска поддршка на спортските клубови од страна на општина Свети Николе преку програмата на локалниот економски развој во буџетот за 2018-2019 година. По неколку години пауза организиравме ноќен турнир во мал фудбал Свети Николе 2018-2019 во соработка секако со Советот на млади на општина Свети Николе, со што овој настан станува традиционален. За прв пат оваа година организиравме зимски турнир во спортската сала за мал фудбал, секако повторно во соработка со Советот на млади на нашата општина. Организиравме турнири во мал фудбал во организација на местните заедници во село Мустафино, а во повеќе годишна пауза и во село Ерџелија. 2 години поред организираме турнир од надпреварувачки карактер во уличен баскет на градскиот плоштад 3x3. А Свети Николе за прв пат се најде на листата на ФИБА за организација на вакви настани. Оваа година,
за прв пат бевме домакини на лигата организирана од Пинг-понг Федерацијата на Македонија, во која земеа учество и двајца спортисти од нашиот град. Исто така, од претходните 2 години ја одбележуваме Европската недела на мобилност, на која учество зедоа голем број велосипедисти од основните и средните училишта во Свети Николе. За прв пат се инвестира во соодветен простор во Домот на културата за отварање на младински културен центар во соработка со извиничкиот одред Гоце Делчев од нашиот град. Општина Свети Николе води посебна грижа за нашите најуспешни ученици и ментори кои ги подготвуваат преку целата учебна година. Затоа, за прв пат во 2019 година во општина Свети Николе се донесе правилник за наградување на ученици кои освоили награди на државно и меѓународно ниво. А во најава е изготвување на правилник за наградување на ментори кои со своите ученици освоили награда на истото ниво. Оноа што го ветив на вас, почитувани сограѓани, е и обезбедување на квалитетни и навремени услуги за сите вас, како изголемување на транспарентноста од работењето на локалната самоуправа. Ги изголемивме услугите на локалната самоуправа поблиску до граѓаните, преку едношалтерскиот систем за услуги во село Ерџелија. Со оваа услуга се ставаат општинските услуги поблиску до граѓаните од руралните средини, од Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково. При донесување на буџетот го вклучуваме граѓанскиот сектор и сите вас преку своји предлози. Соработката со невладините организации е на завидно ниво, преку одржување на неколку состаноци со истите, како и постојано финансирање на дел активностите на невладиниот сектор од нашиот град. Посебно благодарност за сите оние што зема активно учество во обезбедување на подобри услови за нашите граѓани, се разбира до сите невладини организации. Како една од активности во општината која ги финансира и невладиниот сектор и покровителството на традиционалниот мотособир, каде што извојуваме 300.000 денари секоја година од буџетот на општина Свети Николе. Како резултат на зголемување на транспарентноста, одржани се повеќе состаноци со претседатели на местни заедници од нашиот град, на кои се разговара за проблемите и потребите на граѓаните што живеат во нив и можностите за наминување на истите. Од оваа година, за прв пат на општинската веб страна е воведена апликација Е-даноци, преку која оврзниците за данок на имот можат слободно да ја следат состојбата за задолжување и оврски по основ на данок на имот. Се стави во функција локално економски и социјален совет, кој треба со своите идеи и иницијативи да допринесе кон подобрување на развојот на општината. Реализиравме капитални проекти кои беа дел од мојата предизборна програма. За прв пат се организира јавен превоз од селата до градот и обратно за потребите на нашите сограѓани од руралните средини. Оваа мерка, која најде на огромно задоволство и се спроведува 2 дена во неделата, по 2 пати во денот, со интенција за понатомошно проширување на релациите и нивниот број во текот на неделата. Сите овие потреби ги истакна невладините организации преку нивните контакти со граѓаните од руралните населби. Јас сум посебно задоволен од сите овие невладини организации кои зема активно учество за реализација на оваа мерка. Изградивме современ паркинг простор кај градските гробишта, без при тоа да користиме средства од буџетот на општината. Извршена е реконструкција на паркинг простор за автотакси возачи и партерно уредување со зеленило и поставување на клупа на истиот. Вредноста на инвестицијата е околу 2,5 милиони денари. Истите се обезбедени од буџетот на општина Свети Николе. Извршена е реконструкција на дел од улици со поставување на асфалт во 2 слоја. Улица Питу Гули во должина 123 метри, дел од улица Јане Сандански, улица Карпошева и на влезот на градот во должина од 56 метри. Извршена е реконструкција на локален пат од село Пеширово до надпатник на село Ерџелија, должина 1024 метри, вредноста на инвестицијата е 4 милиони денари. Извршено е поставување на гребен асфалт и тампонирање на улици во скоро сите рурални населби и градот. Ова секако не е решавање на проблемите на нашите граѓани, но верувам дека во иднина нема да газат кал на улиците по кои чекорат.
Наша обврска е истите овие улици во наредниот период да ги направиме со асфалт како што доликува. Го реконструиравме градскиот пазар со поставување на нова челична конструкција, фекална канализација, атмосферска канализација, санитарии јазли, пристапен пат и партерно уредување на градскиот пазар. Висината на инвестицијата е над 19 милиони денари. Проектот е финансиран од страна на Светска банка во износ од 17.603 денари, а останатиот дел во износ од 1.700.000 денари со парични средства од нашиот буџет. Со ова, овозможивме на сите земјоделски производители, кои ги продаваат своите производи, подобри услови за продажба во сите временски периоди на годината. Исто така, оваа година извршивме реконструкција на фонтаната на градскиот парк. Од 2013 година наваму, фонтаната беше ставена на забот на времето и целосно нефункционална. Со дополнителни вложувања од околу 3 милиони денари, во ова година се направи реконструкција на истата, се постави одвод, се изврши партерно уредување и други дополнителни работи за истата да се стави во функција. Исто така, во градскиот парк поставен е и хотспот за бесплатен интернет и пристап до граѓаните. За сите други активности што ги имаме спроведено минатите 2 години, наред ќе бидат директорите на институциите, секако и председателот на совет кои ќе дадат свое видување, свое искажување за она што го постигнеме за овие 2 години. Ви благодарам. Благодариме на градоначалникот. Како дел од локалната самоуправа и Советот на општина Свети Николе и останатите институции под нивна надлежност. Во продолжение за работата на Советот на општина Свети Николе во изминатиот 2-годишен циклус ќе ни информира председателот на Советот на општина Свети Николе господинот Кире Алексов. Повелете. Почитувани граѓани на општина Свети Николе, почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани директори и раководители на јавни функции, почитувани присутни. Се навршуваат 2 години од конституирањето на сегашниот состав на Советот на општина Свети Николе. Во оваа прилика би сакал да дадам краток осврт на овие 2 изминати години од работата на Советот. Поминаа 2 години од преземањето на локалната власт и можам слободно да кажам дека промените и напредокот и те како се чувствуваат во нашата општина. Довербата ни ја дадоа граѓаните, без разлика за која опција се определили. Токму таа доверба од граѓаните ни представува основен двигател при превземањето на действијата и основен мотив во носењето на одлуките. Напредокот на општината и добросостојбата на граѓаните се најважни, па така сите донесени одлуки се со таа цел. Одличната соработка со градоначалникот, директорите на институциите, како и со општинската администрација, само допринесува за поефикасно работење на Советот. Секој граѓанин добива навремени и квалитетни услуги. Институциите, основани од Советот на општината, се јавен сервис на сите граѓани. На сите молби и барања на граѓаните ажурно се одговора. Секогаш се водиме поветувањето кое го дадовме пред граѓаните дека општината ќе биде отворена и услужна за сите. Зајакнувањето на капацитетот на општинскиот совет е еден од нашите приоритети. Секој член од советот активно учествува во предлагањето, донесувањето и реализирањето на сите акти кои ги донесува Советот на општината. Советниците се креатори и коректори на активностите на општината. Сите заедно допринесуваме за поквалитетни услови за живот на сите граѓани на нашата општина. Настојуваме колку што можеме повеќе да излеземе во пресред на барањата на граѓаните. Почитувани граѓани, носевме позитивни одлуки во интерес на граѓаните. Исправавме лоши одлуки, но за жал и моравме да продолжиме со спроведување на неколку лоши одлуки од минатото, кои овој совет мораше да ги спроведе се со цел да не се предизвика значително оптоврување на општинскиот буџет, а со тоа и на граѓаните на општина Свети Николе. Советот на општина Свети Николе во изминатиот период одржа 39 седници, на кои се донесени 73 одлуки, 45 решенија и 91 заклучок по основ на извештаи и програма за работа.
Во изминатиот период, советниците од Советот на општината за прв пат беа дел од проектот за јакнување на капацитетите на општинските совети, проект финансиран од UNDP и Швајцарската агенција за развој и соработка SDC. Во рамките на овој проект, советниците посетија вкупно 11 модули, на кои беа одржани предавања од различни области за надлежностите на локалната самоуправа. Како резултат на успешноста на обуките, Советот на општина Свети Николе доби грант од 12.000 швајцарски франци, со кој грант салата на Советот на општината беше опремена со аудио и видео опрема, како и со опрема за директно пренесување на седниците на Советот, па така од 7 февруари 2019 година, односно од 25-та седница на Советот, сите граѓани можат во живо да ги следат седниците на Советот преку YouTube каналот на општина Свети Николе. Исто така, во рамките на овој проект, општина Свети Николе доби грант од 50.000 швајцарски франци, со кои средства се изврши реконструкција на детската градинка. Беше донесена одлука за збратимување со општина Пуцонци, Република Словенија, и како резултат на ова советниците од нашата општина беа во посет на општина Пуцонци, каде имаа можност да се запознаат со работењето на тамошната локална самоуправа. Во изминатиот 2 годишен период, Советот на општина Свети Николе донесе детални урбанистички планови за 8 села, односно овие урбанистички планови се во завршна фаза, и со носењето на овие урбанистички планови за прв пат овие 8 населени места во општина Свети Николе ќе добијат урбанистички планови. Исто така во завршна фаза е и носењето на деталниот урбанистички план за во реонот кај градскиот стадион, со што конечно Свети Николе ќе добие долго време посекувано, посебно председателот на фудбалскиот клуб, соблекувални за фудбалскиот клуб Овче поле, како и за младинските категории кои тренираат на овој стадион. Исто така во тек е носење на деталниот урбанистички план за градскиот базен. Исто така децениска желба на граѓаните на општина Свети Николе. Донесен е правилник за помош со парични средства на самохрани родители. Донесен исто така и правилник за доделување на парични средства за талентираните ученици. Ова е само еден мал дел од значајните одлуки на овој совет. Се надевам дека и во иднина Советот ќе придонесува за развитокот на општина Свети Николе, преку носење на издржани програми и планови, но во исто време ќе биде и коректив на институциите и градоначалникот. Ви благодарам. Со состојбата и сработените проекти на јавното комунално предпријатие Комуналец ќе не запознае директорот Александар Давидков. Повелете. Почитувани, јас како директор на ЈКП Комуналец сакам во кратки црти да ве запознам со дејноста на организацијата. Основна дејност на ЈКП Комуналец се состои од одржување на хигиената во градот, снабдување со вода на градот, одржување на јавни површини и одржување и функционирање на пазарот во Свети Николе. Извршувањето на оваа дејност е финансирано од граѓаните на град Свети Николе. Со доаѓањето на оваа локална самоуправа и градоначалникот извештајно е констатирано дека ЈКП Комуналец се наоѓа во тешка материјална состојба, кое нешто се гледа од вкупните обврски. Вкупните обврски во тој момент изнесуваат околу 53 милиони денари. Со задоволство можам да речам дека во рок од 2 години со домаќинско работење долгот спрема добавувачите е намален за околу 7,5 милиони денари. Исто така затекнавме ненаплатени побарувања по основ на вода од околу 75 милиони денари. Уште првата година оваа локална власт мораше да отпише застарени долгови во износ од 120.000 евра. Пристапивме кон наплата на побарувањите на долговите без при тоа да ги делиме граѓаните по партиска основа на наши и ваши. Трошоците за репрезентација од 23.000 евра се веќе минато, исто така трошоците за гориво на хаварисани возила. Најголем дел од овие средства е долгот спрема хидросистемот Злетовица од околу 13 милиони денари, со камата од околу 2,5 милиони денари. Во најава да се
имаме да се подпише договор за непресметување камата на основниот долг, со што ќе можеме да се раздолжиме во следниот период. Поради недоматинското работење на претходното раководство, сега плаќаме 650.000 денари месечна обврска спрема хидросистемот Злетовица. Исто така е поправена механизацијата во собственост на ЕКП Комуналец со цел подобрување на квалитетот на услугите спрема нашите граѓани. Ваквата наследена тешка состојба од поранешното раководство е потврдена од Основниот суд Свети Николе, од каде се гледа недоматинското работење со пресуда со која се повратени околу 730.000 денари. Продолжуваме и понатаму со доматинското работење и штедење по сите основи, со цел да го доведеме ЕКП Комуналец во материјална кондиција, за да без проблеми ги извршуваме сите услуги спрема граѓаните на Свети Николе. Во рамките на дејноста морам да истакнам дека во текот на овој период имавме бројни интервенции на водоводот и канализацијата. Настојувавме и настојуваме да ги отстраниме дефектите кои настануваат на одредени места во градот. Сето ова го реализираме во соработка со општинските органи. Имено ЕКП Комуналец се грижи и за хигиената и снабдувањето со вода на дел од селата, при што можам да истакнам дека во село Горовинци инсталиравме дигитални водомери, исто така се променети цевките за каптажа на водоводниот систем во должина од 70 метри со цел да се подобри водоснабдувањето во село Горовинци. Посебно внимание посветуваме на решавање на отпадот, при што набавивме нови континери, поставени низ градот и за прв пат се поставени континери во руралните населби. Јавните зелени површини и нивното одржување практично го дават ликот на градот. Со иницијатива на градоначалникот и негова лична сестредна помош се обновени јавните зелени површини, почнувајќи од централното градско подрачје се до зелените површини пред стамбените згради. Настојував накратко да ви информирам за се вкупната работа на ЕКП Комуналец, раководена од оваа локална самоуправа. Ви благодарам. Грижата за нашите најмали сограѓани и раниот детски развој се одвива во јавната општинска установа Детска градинка Рахилка Гонева. Ја поканувам директорката Билјана Василова да ни презентира за сработеното во изминатите 2 години. Повелете. Ви благодарам. Добро вечер. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Советот на општина Свети Николе, почитувани присутни. Јас како директор на јавната општинска установа за деца, Детска градинка Рахилка Гонева од Свети Николе, вечерашниот настан за мене е голем предизвик за идниот период да биде со уште поголеми заложби за идеи и цели и нивни реализации. Соработката со градоначалникот господина Сашо Велковски во овој период од 2 години се вклопува во успешното и напредно работење и функционирање на Детската градинка Рахилка Гонева, која за овој период одскокна со новитетите и подобрувањата на условите за грижа и воспитување на нашите најмили и најмали членови на нашата општина. Успеавме да постигнеме решавања големи околу кадровската проблематика, а со макотрпно работење, но за многу кратко време, успеавме да постигнеме добивка во реализирање на редовно занимање на час по физичко воспитување. За овој краток период, веднаш вториот месец, дечињата од големата група учествуваа на еден традиционален надпревар Игри без граници, кој се одржува секоја година по повод Детската недела. Во сите дисциплини беа најдобри, освоивме прво место, до година сме домакини на овој настан Игри без граници. Учествуваат дечиња од 10 општини од источниот дел на Македонија. Имавме чест исто така оваа година да се вклучиме и во проектот на колегијални воспитувачи, организиран од Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ. Најпрво посебен осврт и внимание би сакала да објаснам дека посветивме на просторот
и околу приготвувањето на храната на најмалите. Тоа е централната кујна која е сместена во управната зграда. За поквалитетна храна во 2018 година набавивме електрична печка, нова, со 3 релни, која е од големо значење, па и заради безпрекорна економичност. Се одликува со брзо и прецизно постигнување на температура, равномерно печење, долготрајно зачувување на топлината. Обезбедивме исто така сецкалка за овошје и зеленчук, висококвалитетна, ефикасна, безбедна и по ХАСАП стандарди. 2018 година ја одбележавме со отварање на нова воспитна група во други просторни услови, односно во основното општинско училиште Кирил и Методи Свети Николе за деца на возраст од 6 до 10 годишна возраст со капацитет од 40 деца. Успешно работи 2019 година, а нашата централна кујна, на која обрнавме поголемо внимание, подготвува храна и за овие дечиња и ние ја дистрибуираме и ги обслужуваме со вкусно приготвениот оброк за ручек, и тоа во постигнат договор со градоначалникот и директорот на училиштето обезбедивме и садови и прибор за служење на истата. Во 2019 година набавивме машина за миење садови, професионална машина за миење чаши и садови, изработена од висок квалитетен инокс по најнови светски стандарди со капацитет од 1000 измиени парчиња на час, воедно и направена дезинфекција. Омекнувач за вода, високоефикасен, полуавтоматски, наменет за машини за миење на садови, единствен за инсталација и користење, издржливи со долготраен век, и овие омекнувачи ја заштитуваат машината за миење на садови од бигор и драстично ја намалуваат количината на детергентите кои го користиме. Професионален гасен шпорет, наменет за професионални кујни. Максимална ефикасност и квалитет со 4 рингли, ормани за собирање на потребни садови за и околу приготвување на храната во делот кај шпоретот. Изработен по ХАСАП стандарди и единствен од овој тип на македонскиот пазар. Професионални инокс колички за послужување храна изработена од високо квалитетен инокс. Покрај останатото се надополнивме и со некој ситен инвентар, како што се миксери за матење, електричен шпорет мини за клоновите во Лозово и клонот 2, блендери за пасирање на храна за најмалите, како лажички росваи, вангли, пластични ножеви и слично. Сето ова за подобрување на хигиенските услови и за подобро одржување на хигиената. Во 2018 година се опреми целосна просторија во објектот на клонот 2 на улица Филип II за згрижување на уште една воспитна група, просторија која се обели, во која се постави нова клима уред, столчиња и масички за децата. Се санираше кровот каде што имаше проблем со протекувањето и се поставија нови светлички тела, теписони и завеси. Во 2019 година поголема грижа посветивме околу дезинфекција и одржување хигиена на детската градинка со помош од страна на градоначалникот магистер Сашо Велковски. Успеавме да го санираме и цоклето околу распукнатиот дел на зидот, од делот каде е кабинетот по музичко и физичко воспитување. На истиот кабинет ги сменивме старите дотрајани прозори со нови современи ПВЦ прозори и го приуредивме и излакиравме пархетот кој беше во голем дел оштетен и нефункционален. Во мал дел исто така се инвестираше и во отстранување на дефект во санитарните делови. Главно решивме проблем со санитарниот простор, кој не беше во функција неколку години, сега работи и нема проблем. За санитарниот дел не останува голем предизвик за следната година. За сите, заради поголема хигиена, заради дотрајаност на канализацијата и санитарните елементи. Се надевам, како и досега, со добрата и успешна соработка со општината и градоначалникот, ќе го реализираме и овој проблем во преостанатиот период. Успеавме да обезбедиме и да ги замениме старите дотрајани орманчиња за облека и кондури за дечињата со нови современи детски орманчиња со розе-плава комбинација, весели тонови за сите искрени и мали дечиња кои се згрижени во нашата установа. И за крај го оставив најголемиот
и успех за детската градинка Рахилка Гонева за оваа година. Проектот наречен Здрава и енергетски ефикасна градинка за локација на клонот 2 на улица Филип II, Безброј. Овој проект започна со посета на форуми од месец октомври 2018 година, на кои имаше представено и проекти од други карактери и институции. Имаше 4 форуми, проектот беше представен во најдобар можен начин и на крај успеавме поддршката да биде за нас. Присутните гласаа за детската градинка. Реконструкција на кровната конструкција со високи квалитетни панел табли и промена на надворешна дрвена столарија, врати и прозори со нови пластични ПВЦ прозори и врати со најнова технологија на изолација и квалитет. Во моментов кровната конструкција е при крај, недостасуваат само фините работи и обшивките и изгледот. Поставена е и нова громобранска лента, а заменети се и дотројаните лимени олоци со нови. И овде не застануваме, продолжуваме и понатаму, затоа што човекот со кој ги остваруваме замислените идеи досега и ги успешно реализиравме. Огромно е задоволството да се соработува со ваков просперитетен, храбар и упорен пред се човек, а потоа и градоначалник, кој за секој проблем застанува непоколебливо и со решение. Благодарам за огромната поддршка и самодоверба за успешната иднина пред се на детската градинка Рахилка Гонева и на целата општина во која сите заеднички твориме и градиме во своите професии. Ви благодарам. Следи излагање на директорот на Општинското основно училиште Даме Груев од село Ерџелија Александар Ивановски. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет на Општина Свети Николе, почитувани советници, почитувани директори на јавни предпријатија, почитувани граѓани на Општина Свети Николе. Добро вечер од моје име, да ве поздравам. Јас како директор сум од 17 ноември 2017 година и накратко ќе ги опишам сите проекти кои што ги работе во овој период. Најпрвен почетокот на мандатот го искористив во согледување на состојбите во моето училиште и од констатираната ситуација утврди дека подрачните училишта се најмногу запоставени. Најпрвен отпочнав со реализирање на проекти во подрачното основно училиште во село Анзибегово, каде што дечињата нема услови за работа. Во истото училиште, значи, се комплетно е реконструирано внатрешно и исто така и надворешно. Внатрешно, значи, обезбедивме 2 нови училници, комплетно реновирани, обезбедена е нови клупи, нови столчиња, нови табли, така да за учениците го решив проблемот. Ходниците беа како резултат на појава на подземни води беа сите обронети, така да истите и нив ги исто средив. А што се однесува поради безбедноста во истото училиште не беше заградено, тоа беше така директно изложено на улица, на животни на се, истото беше оградено и сега личи баш така како што доликова. Учениците се безбедни, спокойно се чувствуваат во истото, и така. Како приоритет, после подрачното училиште во село Анзибегово беше централното училиште, каде што имавме голем проблем со електричната инсталација. Бидејќи се заработи за еден поголем проект и бидејќи во секој момент се очекувавме кога нешто ќе се случи во истото, со помош на средства од општината, наши средства како училиште и дел од Министерството за образование, и овој проблем беше надминат, така што електричната инсталација во централното училиште е комплетно заменета, значи со лед светелки, и сега во тој дел сме безбедни. Кога го спомнав централното училиште, од безбедносни причини беа отстранети сите исушени дрвја. Во моментот на отстранување беше оштетена и оградата во
училиштето, истата беше заменета. Дворната површина беше многу оштетена, бидејќи во основното училиште Даме Груев се чуваше гребаниот асфалт, кој што го зафаќаше половина и повеќе од училиштето. Потрошивме доста време во негово острнување и на истото место направивме едно фудбалско игралиште за голем фудбал. Тоа комплетно е сменет ликот во тој поглед на дворот, на училишниот двор. Исто така, кога го спомнав училишниот двор, мора да кажам дека се обезбедени нови садници на дрвца, каде што културно го освежуваат ликот на моето училиште. Во Централното училиште во моментот се работи на фасада, реконструкција на фасада. При краја е реконструкцијата, така за кратко време може да го посетите истото, да ја видите, тоа сега изгледа многу убаво. Исто така направивме заштитни огради, бидејќи Централното училиште во село Ерџелија го користат и селаните, граѓаните во село Ерџелија како место кај што го користат како парк. Го заштитавме тој дел кај што тие одмараат и шетат со мрежи, заштитни мрежи позади головите на фудбалските игралишта, така што и тој проблем е решен. Направивме 2 нови цветни леи со шеталиште, со клупи, со отпадни канти, значи целосно заокружен тој процес. Во моментот се работи на нов влез во самото училиште, се работи на проекти кои што со кои што сакаме кабинетската настава за учениците да биде достапна. При крај сме во подготовките на материјалите, така да од следната година ќе работиме на овој случај. Што се однесува до подрачното училиште, бидејќи имам 4, мора да го спомнам подрачното училиште во село Мустафино, каде што комплетно е реновирано. Значи сите светилки што ги имавме во подрачното училиште се заменети со LED светилки, така да кога зборуваме за она енергетска ефикасност, тука можеме да се пофалиме. Внатрешно училниците се целосно опремени. Тука многу се работеше на уредување на училишниот двор, така да и во тој поглед е комплетно се реновирано. Спортското игралиште е комплетно оградено, осветлено, обележено и се поставени нови клупи за седење. Моментално во ова подрачно училиште се работи на подготовка на терен, истото ќе биде фасадирано со фасадна боја. Подрачното училиште во село Кадрифаково истото е офарбано со фасадна боја и е заградено, а во моментот го припремаме теренот за новото фудбалско игралиште, кое што ќе биде готово до крајот на годината, ако не стигне може и почетокот на следната година. Теренот е спремен, уште да се огради и да се среди тој дел. Мора да спомнам дека во една голема работа што се случува во основното училиште Даме Груев е тоа што до сега во подрачните училишта во село Анзибегово, село Кадрифаково, значи огревот беше на дрва, така проектот е во тек и се подготвува и изборот на изведувачот кој што ќе го менува грејењето во овие подрачни училишта, така да овде веќе училиштата ќе се загреват на пилети, нема да биде на дрва. Тоа е еден краток осврт, уште многу работи се случуваат во моето училиште. Мора да спомнам дека учествуваме на сите активности, како потекнати од страна на општината, како и потекнати од сите институции во нашата
општина, редовно учествуваме на сите надпревари како на општинско, така сме присутни на регионално и на државно ниво. Според бројот на ученици можеме да се пофалиме дека имаме и доста награди. Ова е еден краток осврт на состојбите, значи во нашето училиште. Ви благодарам за вниманието. Во продолжение, своје обраќање има директорката на Општинското основно училиште Гоце Делчев од Свети Николе, Билјана Мишева. Повелете. Почитувани советници, почитувани директори, почитувани наставници, присутни, граѓански активисти, медиуми, добро вечер. Општинското основно училиште Гоце Делчев од Свети Николе во изминатиот период презеде низа активности кои произлегоа како приоритети од стратешките документи на училиштето. Како прв приоритет, како развојна цел, усовршување на наставниот кадар, голем дел од наставниците посетуваа и се усовршуваа во делот на професионалниот развој и личниот развој, бидејќи тоа е едно поврзување за кариерниот развој што треба да го поседува секој наставник. Во развојната цел на подобрување на квалитетот на наставата, Општинското основно училиште спроведе активности и увиди дека недостасуваат голем број на нагледни средства како приоритет од самоевалуацијата и развојниот план на училиштето, и според тие приоритети како произлезени се повикавме и успеавме да обезбедиме голем број на нагледни средства како што се смарт табли, смарт уреди, нагледни средства по биологија, физика, хемија, математика, историја, географија. Значи, за да се подобри квалитетот на наставата и да се вклучиме во иновативниот развој, во иновативниот тек и креативноста, сите нагледни средства се на располагање. Исто така дел од нив беа поделени и во подрачните училишта на барање на наставниците според своите потреби. Во делот на развојната цел инфраструктура, Општинското основно училиште Гоце Делчев, како произлезен приоритет, замена на застарена електрична инсталација, успеа од собствени средства во висина од 1.142.806 денари да санира, односно целосно да ревитализира 7 училници, од 7 простории, односно 6 училници и училишната библиотека, каде што целосно беше заменета застарената инсталација, плафоните беа спуштени, заменети со лед осветлување, дојавуваше на пожар, лед и панични светла. Исто така зидовите беа гледовани и обоени во една боја што беше примамлива за око. Во делот на тие простории каде што беа реновирани, исто така беа дополнети со нов мебел, односно замена на оштетен мебел на плотните на училишните клупи, нови катедри и 30 наставни столови за наставници. Во делот на инфраструктурата не застануваме тука, бидејќи ни престои и можност, односно се обезбедени средства да направиме една целина, да ја замениме застарената инсталација на истиот кат во холот, каде што би создале една добра поврзаност и едно пријатно место за уживање, со што би се зголемила и самата безбедност на учениците и вработените. Исто така, нашето училиште